Председателе, почитувани граѓани, почитувани медиуми, цел ден трае дискусијата за извештајот на Судскиот совет за 2021 година и навистина не знам кој ги мести колегеве од СДСМ да бранат нешто што не се брани и затоа сум испровоциран да зборувам директно со бројки. Јас две работи не можам да се начудам. На полтронизмот на овие од СДСМ, тоа не можам да си го објаснам сам на себе, и на начинот на кој што се спремни да бранат нешто што нема одбрана. Збомнувате тефтерчиња, бомби, кој како бил суден и во ред. Еве да речеме дека јас целосно ви ги прифаќам вашите позиции. Дека така било, дека не било добро, дека се грешил. Што сменивте вие за 7 години? Што сменивте? Ете, една колешка вика многу повеќе. Ве молам, колешке, свртете се на вашата лева страна. Од каде ја познавате онаа господја? Од каде ја познавате онаа господја? Има тука фотографии. Еве, прашајте ја Снежана Калевска-Ванчева. На иста слика беа Снежана Калевска-Ванчева, Оливер Ристевски, сегашниот член на Државната изборна комисија, и господјата. Дали сте вие запознаена со тоа што незиниот сопруг какви твитови има пишувано за членовите на ВМРО-ДПМН? Одвратни. И тоа не ми е проблем. Еве ќе ви кажам, нема да ве навредувам, затоа што не ми е таков интересот. Она што вие денеска го кажавте, можам да препознам дека имате одредени предзнаења, кои што за моето скромно познавање од правото се повеќе од солидни. Но еве ќе ви поставам јас друго прашање, затоа што се јавувавте за збор. Вие, како председателка на тој судски совет, зошто одлучивте да ја вработите Викторија Мадиќ во 2022 година, во време кога сте вие председател, на позицијата државен советник? Само да ја запознаам јавноста, која е Викторија Мадиќ? Секретар на град Скопје кога Шилегов бил градоначалник, осомничена за наместен тендер, сегашен заменик министер за правда. Пред да биде заменик министер за правда, во CV-то имаше напишано дека е вработена кај вас како државен советник. Господјо, кого лажете? Па вие ги надминавте оние кои што ги читаа сега со бомбите дека имало Сваровски или вакво или такво судство. Вие ги надминавте тие луѓе, дали сте свесни за истото? А знаете ли кој го гледа тоа? Не го гледа тоа Бојан, Драган, пратеничката група на ВМРО-ДПМН, граѓаните го гледаат тоа. И еве на што ќе се повикам. Детектор. Одлична, фантастична емисија. Секоја недела со јасни анкети. Дали според вас има корупција во судството? Има многу корупција и до некаде има 78% од граѓаните. Знаете што? Овој процент е многу поголем отколку пред 6-7 години кога луѓе во сега ги читаат тие снимени разговори. Дали чувствувате одговорност? Понатака. Дали верувате дека во Македонија можете да добиете фер и правично судење? Не. 65,7%. Многу повеќе отколку пред 6 години. Дали чувствувате одговорност за ова? Понатаму. Дали имате доверба во судството? Да, 24%, не, 70%. Многу повеќе отколку пред 6 години. Многу повеќе отколку пред 6 години. Дали имате доверба во обвинителство? Не, 66,9%. Многу повеќе отколку пред 6 години. Дали вие, господјо, затоа што земате плата ја гледате анкетата на ИРИ, 4% има доверба во вие правосудни органи. Таму имате за 10 години наназад. Погледнете ги од тие на режимот. И вас, и вие. Како може, ако некогаш било најлошо, сега да е уште полошо? Зошто е тоа така? Кога некој во оваа држава ќе преземе одговорност, тоа да го одговори? Еве во вашиот извештај стојат следните податоци. 34 суда дека има во државата. Неажурни се 19 суда и Врховниот суд. И, ајде само ќе констатираме, вие неодоливо ме подсеќате на оној Јолески. Тој за ништо не беше надлежен. Зашто и да го прашаш, не сум надлежен. Зашто да го прашаш, не сум надлежен. Па зашто вие земате плата? Првото нешто кога дојдовте на вашата функција, еве ќе ве потсетам што направивте. Сега ќе го испитам делото на апелација за Сашо Мијалков. Што направивте? Дали како тело кое што е одговорно за разрешување на судии, за несовесно работење, направивте нешто? Јас ќе ви кажам, не. Ништо не направивте. Дали има очигледно кочење на делата? Да, има. Што направивте вие како надлежен орган? Јас ќе ви одговорам. Ништо. А знаете ли зашто? Затоа што така ви кажа од партија. Затоа што таму ги добивате инструкциите. Затоа што целото тоа лицемерие на целиот еден систем, не само на ваш лично, целиот систем
На СДСМ е поставен на хипокризија и лицемерие. Од кого сакате да почнем? Сакате од Павле Богоевски? Нели немаше да има мир додека нема правда? Каде е сега? Тука недалеко од вас сакам да ја спомнам, ама не сакам зашто не е присутна. Како е возможно? Прво бевте невладени, па станавте провладени, па сега сте подпредседатели на СДСМ, овде мислам на Маричиќ. Цел систем ви е базиран на хипокризија, лицемерни сте, не сте искрени, бегате од народот. Тие кои што најмногу ги осудувавте, тие кои што ги покажувавте со прст, сега ви се најголеми сојузници. Вие сакате мене да ми кажете дека ќе осудите некој во чија што банка генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевиќ бил во извршниот одбор? Нема да го направите тоа. Нема да расчистите со криминалот. Нема да расчистите со корупцијата. Зошто? Затоа што кога дојдовте на власт, не само што одговорно не расчистивте со тие, туку продолживте таму каде што застанале тие пред вас. И го надградивте и проширивте пута 100. Затоа не сте искрени. Што сте направиле за Врховниот суд да профункционира? Ништо. Апелациониот суд во Скопје не функционира. Што сте направиле за тоа да го направите? Ништо. Само чекате да застарат делата на неколкумина кои што ви вршат услуги. Само тоа чекате да направите. И пресконференции, па потоа испадна дека немате никаква надлежност. Па зошто побогу ја лажевте јавноста дека ќе направите нешто? Па цела држава гледа и се срами. Таму каде што седите вие од позади, знаете кој седи? Пратеничката група на ДУИ. Гледате ли како ни се исмеваат во јавноста? Гледате ли како не брука таа номенклатура како држава? Дали следите што се случува изминатите денови со скандалот за Бехтел и Енка и за надзорот? Господи, јас тука ќе ви цитирам медиуми кои што јас многу ги ценам и почитувам. Како Призма, како 360 и многумина други. Не постои новинар, дури оние најжестоки критичари на ВМРО ДПМН што не ви укажува дека има очигледен сторен криминал. И вие очекувате ние да очекуваме оваа држава да има правда кога имате неколку пилари кои што се вака составени, а бази нема слика каде што не е сликан со функционери на ДУИ. Жив срам. Го имате Јовевски? Дали сте слушнале вие некаква изјава од Јовевски од кој е кандидиран за уставен судија? Се тепаат пратениците тука да го направат уставен судија. Кого тој да критикува? Кој криминал тој да го расчисти? Но овие кои што треба да го гласат, нема да го расчисти. Или еве, во вас да се надевам. Во вас ли да се надевам? Од штаб на СДСМ ве однесе да бидете председател на судски совет. Дали се случува во минатото? Да, се случува во минатото. Дали требаше да престане? Да, требаше да престане. Дали престана? Не престана. И пак ја повторам, па вие бре ги надминавте оние со тефтерчињана. Па тамо барем некогаш се бираше луѓе што во штаб не влегле. Од штаб, од правна комисија на СДСМ ве ставија председател на судски совет. И вие ни викате, обратете се на институциите, премиерот да се подсмева, да вели, објавете во обвинителство све што имате, на кое обвинителство да пријавам. Еве, ја користам собраниската говорница. Не ја бази мене да ме повикува и да ми се заканува во соопштение. Секој кој што имал, требало да го однесе. Ма немој. Ма немој. Ма немој. Таму има институција, нека не пробува да ја ишка мувата од капата. Тој бил само за истраги кога некој друг орган ќе ги истражал. Тоа е МВР. Оливер Спасовски никогаш нема да го истражи, затоа што е во гуша до криминал. Затоа што е шеф на целото поземје во државава. Затоа што оние кои што го губеа животот на 300 метри од Скопје во торба секој понеделник му носеа пари. И ова ќе има одговорност. За ова ќе се расчисти. Еден убав ден. И ова не е закана. Ова е само укажување. И сега и бази ќе вика, сега на крај и јас ќе испаднам виновен. Замислете, не оние во Велес кои што го наместиле тендерот, не оние што ќе исполапаат пари, не оние на кои што парите ќе стигаат, оние кои што ја расветлува аферата. Па вака ќе ви кажам. Прво, никој не ви се плаши. Факт број 1. Не постои таков човек. Нема таков човек што ви се плаши. Второ, во ВМРО ДПМН реагирале вие или не, од овој момент, од пред 5 години, сме одлучени дека мерит системот ќе важи подеднакво за сите, најмногу за тие во нашата партија, затоа што еднаш со криминалците во политиката мора да се заврши. И трето, и за вас, и за обвинителите, и за судиите. Работете си работата за која што земате плата, затоа што за многу брзо време од денеска, за неколку месеци, ќе дојде време кога вие ќе треба да објасните што сте штителе, кого сте штителе и зошто сте ги криеле. Овие три работи сакам да ви бидат јасни и гласни. И на вас, и на целата бизнис, мафијашко, политичка елита во правосудството. Благодарам.